председателе, почитувани колеги, почитувана јавност. Еве денес на дневен ред го имаме и разрешувањето на министерот Џемил Џупи, за кој што премиерот не кажа ниту една реченица ни за неговото разрешување, ниту пак за неговото назначување пред една година. И интересно е да се потенцира што и во новиот предлог за министри, за заменик на овој министер нема дадено кандидат. Значи, ова Министерство за дијаспора се уште е на пазар тројка, се уште се продава, ќе видиме кој ќе биде среќниот купувач. Ја отвори веб страната на Министерството за дијаспора за да видам што сработило ова министерство, односно министерот Џемил Џупи, заради тоа што истиот во јавност го немаме воопшто видено и Бога ми видов дури таму дека бил и министер за ресор истовремено и министер за дијаспора, исто како и тој пред него. И морам да потенцирам дека не само во делувањето од ова една година, туку буквално од ова министерство нема ништо да направило или да сработило во изминативе 6 години. И нормално само се потврдува дека ова министерство постои за да некој биде назначен за министер, за да се задоволи направен пазар помеѓу коалициони партнери. И бидејќи нема никакви активности, замислете на веб страната на ова министерство, споделувани се активности на Министерството за земјоделие, реформи во локален и рурален развој кои што не постојат, ама дури овој министер си ги присвојува. Па во активности навел средба со предприемач нашот дијаспора, потоа дека присуствувал на доделување на наградата за новинарство Мито Хаџивашвилев Јасмин, присуствувал на регионална конференција за борба против корупција, куп окбуки каде што не му е место. И, почитувани колеги, еве ова се активностите на министерот кој што денес го разрешуваме, односно на еден од министрите Ниша Врата земе плата. Ама ова министерство е само шлак на тортата на оваа влада која државата ја донесе во тотален колапс. Кога човек мисли дека дното е достигнато, се случува повторно нешто и секој човек гледа дека дното имало и поголемо дно. И премиерот, молите, сега гледам дека не е тука, сакам да му се обратам. Молам? Добро. Па сакам да му се обратам на премиерот и да му кажам дека е време да се освести, заради тоа што државата се распаѓа и ова што во моментот во деновиве се случува во Република Македонија не се случува ни во Тунгузија. Во болниците во цела држава нема никакви услови за работа, а капак на се и покрај тоа што кажуваат од вчера дека здравствените работници зеле плата, се уште здравствените работници во пола држава немаат земено плата. Премиери, корупцијата и криминалот на оваа власт се главниот проблем на државата. Секој член на оваа влада го гледа само личниот интерес и токму заради тоа се распаѓа здравството, се распаѓа образованието, земјоделието, се распаѓа културата, се распаѓа спортот. Јас не можам да си одговорам како не допираат до вас сите анкети за јавно мислење, сите укажувања на странски организации. А и што не допира до вас тоа што ние од ВМРО ДПМН и коалицијата го кажуваме, меѓутоа не допираат до вас ни кажувањата на граѓаните. И човек просто да се запраша дали вие всушност се движите меѓу граѓаните, дали се среќавате со луѓе или пак сте затворени во некое стаклено ѕвоно. Според World Justice Project, кој прави квантитативна анализа на корупцијата, Македонија во 2015 година била на 38-то место, а во 2022 година е на 73-то место. 6 години успеавте двојно да ја зголемите корупцијата во државава, царува криминалот, а криминалците за жал станаа почесни граѓани на државата. Го уништивте животот во државата, тросочите за живот во јануари 2023, споредено со јануари 2022 се зголемени за 8,5%. Викендов пробате за изрелативизирате нешто за гафот кој го направивте со еврообразницата, меѓутоа за жал не ви поминува. Факт е дека Димитар Ковачевски е начело на влада која во 32 години независност на државата го приреди најголемиот срам на меѓународните финансиски пазари.
Со откажувањето на еврообврзницата, постапка која во нормалниот свет е целосно неразбирлива, за многу брзо време оваа несериозна влада ќе видиме како ќе се одрази всушност оваа постапка и на односот на инвеститорите во Македонија. И демек разговарате за нови коалициони партнери, какви ли теми се не измисливте во изминативе 2 недели, за да го префрлите вниманието на јавноста на друга тема, на во моментов споредни теми, а во меѓувреме државата е оставена без пари. И само со СДСМ Македонија доживува срам меѓународни финансиски институции. Денес кога повлекоа издавање на еврообврзници и сите се сеќаваме кога пред 7 години пишуваа писма, демек презадолжени сме, истите овие кои што ја доведоа Македонија до 65%, односно се предвидува во 2023 година да ја доведат до 65% задолженост. Во 2016 година јавниот долг беше 42%, а 2022 година ја завршиме со 62% долг. И со разрешувањата и со новите министри ќе продолжи се исто како и досега. Ќе продолжат да цруваат криминалот и матните тендери како нема да се случат реформи. Пред неколку дена председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски многу убаво дефинира што се случува во оваа влада и која е незината основна карактеристика. Неспособност. Неспособноста е заразна за оваа влада и таа е надополнета со неизмерен криминал. Господине Ковачевски, размислите која штета ја правите на државата, ако институциите неколку години функционираа по инерција, сега веќе институциите во држава доживеа крах, секој нов ден крахира некоја нова институција. Ја крахиравте државава и замислете се и направете потек побрзо да заминете за да го спасите и народот, а и срамот кој што секојдневно ни го приредувате како држава. Заминете си и ослободете ја Македонија, во меѓувреме препрочитајте ги репликите кои има колегите од вашиот нов коалиционен партнер, реплики кои што се потврда дека се ќе биде исто како и досега. Благодарам.